11 октомври, според мене, за македонскиот народ е најважниот датум во историјата на 20 век. Прв пат во историјата на македонскиот народ ние извојувавме како народ една победоносна борба, една победоносна војна која заврши со највисокиот чин на една борба, а тоа е формирањето на на првата современа македонска држава, демократска федерална Македонија. Зошто баш токму во овие услови победи македонскиот народ? Победи бидејќи воспостави единство. Иако организатор на таа борба беше Комунистичката партија на Македонија, односно тогаш 41 се уште на Југославија, Македонската партија дел од таа сојузна партија, значи сепак на овој ден македонците и во оваа борба македонците успеа да постигнат единство без оглед на идеолошката припадност. Беа обединети сите сили македонски, сите оние македонци кои мислеа добро на Македонија, се залагаа за слобода и за државност и уште едно прашање кое беше најболно за македонскиот народ во текот на Втората светска војна, тоа беше прашањето за обединување на распарчениот македонски народ со договорот во Букуреш и Версај. Другиот услов заради кој успеа оваа борба беше тоа што македонскиот народ најмасовно застана на страната на прогресивните антифашистички сили. Прв пат во својата историја тој зад себе имаше една голема коалиција, бидејќи антифашистичките големи сили во текот на август месец 1941 година ја прогласија познатата Атлантска повелба, со која ветуваа самоопределување на секој оној народ кој ќе се вклучи во антифашистичката борба. Тоа е фактички специфичноста на македонската борба, една македонска свест дека е тој моментот дека треба да извојува својата држава. И затоа македонците масовно излегуваат во тоа востание, за разлика од другите републики, коде имаме голема, како што вика Петрановиќ, професорот, покрај револуцијата имаме уште поголема контрареволуција, односно сили кои биле сојузници со фашизмот. Во Македонија многу мал број, можат на прсти да се избројат македонците кои биле соработници со окупаторите. Најголемиот дел, 90% од македонскиот народ, се определи за антифашистичка национално ослободителна борба. За разлика со мал дел во Западна Македонија, балисти и така натаму, кои соработуваа со италијанскиот окупатор. Инаку, значи масовно македонскиот народ, не само од Вардарска Македонија, од трите дела на Македонија, иако било разбиено национално ослободителното движење, иако немало единствена организација и партија обединета од трите дела на Македонија, која можела да го победи македонскиот народ, македонците масовно трите дела се вклучуваат во антифашистичката борба. Тоа е чин на една висока свест кај македонскиот народ, дека е тоа вистинскиот момент да извојува своите национални права и да формира своја македонска држава, а посебно болно, тешко, мачно било прашањето на обединување на македонскиот народ и затоа е таа борба толку масовна, бидејќи требало да добие национална слобода, државност и обединување. Тие се трите точки главни во програмата на македонците, дури ако се земи без оглед на левите или десни сили и најголемиот дел од комунистите до 1943 година, се до доаѓањето на Светозар Вуквановиќ Темпо во Македонија, ја промовираат платформата на Кузман Јосифовски Питу, се разбира, еден од главните организатори на востанието, слободна Македонија во слободен Балкан. Значи македонското прашање да се реши интегрално како балканско прашање, а не како потоа сепаратно како што се реши во Авнојска Југославија. Но и покрај тоа, значи 11 октомври символично е дел на почеток на таа борба. Ние имаме и претходни акции кои се случувале, но тоа е символот на антифашистичкиот непокор, на борбата за своја државност и слобода. И токму со чинот на Асном, таа борба ја доживува својата круна, својот врв, бидејќи ние ја прогласивме првата современа македонска држава, а потоа следеше зајакнување на македонскиот идентитет, формирање на национални институции, значи една нова историја на македонскиот народ во која беше национално признат, во која ги градеше своите национални институции, создаде своја македонска култура, историја, наука и така натаму, за разлика од поранешните режими, кога секоја личност македонска или се она што го твореше македонскиот народ беше ставано под српска, бугарска или не знам која друга историја, зависно од окупаторот кој во тој период ја окупирал Македонија.
Зборот ва и за она што, да речеме, се зборувало подолг период дека ете востанието на некој начин во Македонија било задоцнато. Тоа не е точно, значи таа теза долго време престојуваше во Македонија за да се смират автономистичките тенденции кои се јавија кај дел од македонското раководство бидејќи не беше остварено обединување на Македонија. И заради тоа пројугословенските кадри како Лазо Колишевски пред тоа темпо ја наметна таа теза и така натаму дека македонците задоцниле со своето востание, дека ако не дојдел темпо во Македонија ние не сме можеле да се организираме и така натаму. Мислам дека тоа беше сета една исполитизирана теза која историографијата нормално во еден период ја прифаќаше, бидејќи се одвиваше доста под диктат на политиката, особено современата историја на македонскиот народ. Значи тоа беше една искривоколчена теза во која не е вистинито. Ние имаме востанички акции пред 11 октомври во Пиринска и во Егејска Македонија, во Вардарска Македонија, имаме низа акции кои се поголеми од она кои се случи на 11 октомври, но сепак значи така е тој празник прифатен од политички причини и цело време вие имате автономистички тенденции, вие не знаете што е федерација, треба да ја прифатите федерацијата и така натаму. Сето беше тоа заради таа група со Методи Андонов Ченто, Панко Брашнаров, Лазар Соколов и така натаму, и на група која беа прогласени автономисти и сепаратисти. Сушност, голем дел од нив беа комунисти, тие не беа ни автономисти, ни сепаратисти, туку бара ете така едноставно да се реши интегрално македонското прашање и не ја одбива Југословенската федерација, многу погрешно се толкува, но бара да се обедини македонскиот народ, бидејќи тоа единствената историска шанса во тој момент ја гледа дека нешто може да се измени во историјата на македонците. Да се обедини македонската нација во една поширока балканска федерација. Да. Таа идеја е многу присутна и јас морам во овој момент да се сетам на мојот професор Любен Лапе кој секогаш не викаше најпрогресивната идеја која се појавила на Балканот е идејата за Балканска федерација. Секој народ да не биде поделен со границите балкански, да си живее заедно, но да си биде национално свој, идентификуван, со своја историја, со своја култура, традиција и така натаму. Значи тоа беше една теза која долго време ја прифаќа многу од и леви и десни сили ја прифаќа, ако сакате, еден Тодор Александров и еден Димитар Влахов, значи и такви личности кои одигра голема улога во македонското слободително дело, значи тие прифаќаат таа идеја за Балканска федерација.